Ова е жолтиот локван, едно од најубавите растенија која обстојува во Охридското езеро. Карактеристичен е по крупните листови во форма на срце и пријатниот мирис кој го шири. Важи и за прочистувач на езерската вода. Марина Талеска од Хидробиолошкиот институт во Охрид објаснува дека станува збор за така наречено пливачко растение. Представува храна за многобројните животни кои живеат во езерото, а листовите како места за гнездење на некои водни птици. Цвете од почетокот на мај па се до месец октомври. Ризомите, односно корените, содржат хранливи состојки и некои лековити состојки и може да се користи во фармаколошката индустрија. Најраспространет бил во 60-тите и 70-тите години на минатиот век. Го имало на повеќе локации долж крајбрежниот појас на езерото. За жал, жолтиот локван е едно од водните растенија кои што се во опасност од исчезнување од Охридското езеро поради невниманието и неконтролираното негативно човеково влијание. Дел од популациите на жолтиот локвен се веќе исчезнати. Но се уште го има кај струшкото село Калишта, но и таму површината постепено се намалува. Ова деградирање на површината на локвенот се врши со покривање со шут, со бетонирање на околните површини и така натаму. Би требало да се воведат некои акти со кои што би се заштитил жолтиот локван. Охриѓани велат дека жалат за времињата кога ово растение, кое е реткост во светски рамки, го имало многу повеќе низ езерото. Беше лист до лист кој ќе се расцветаше тие жолти цветови. Низ него ваѓавме школки од под него. Се донесе пред 30 на 40 години голем шут и се на потегот до трската од патот, меѓутоа со тоа локванот се уништи. Македонското limnološko друштво од 2006 до 2008 година спроведе проект за ревитализација на ова растение. Целата површина во локалитетот Мазија, односно пред хотелот Милениум Палас, беше преплавена со локвен. Меѓутоа, во денешно време се среќаваат само неколку поединечни фрагменти од жолтиот локван. Во светски рамки, овој вид според ранливоста е сместен на црвената листа според Меѓународната унија за зачувување на природата. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.